Под името, традиција која трае 60 години ку Дилинден од Битола, викендов во нашиот град се одржа традиционалниот годишен концерт. Ова културно-уметничко друштво 60 години ја изучува и оживува македонската фолклорна традиција. 6 децении е чувар на традицијата и амбасадор на битолската и македонската народна култура ширум светот. Со преполната сала на Центарот за култура и со аплаузот на публиката, уште еднаш се докажа квалитетот на ова културно-уметничко друштво. Во далечната 1955 година официјално е земено името Илинден за ова друштво, иако како фолклорна група постои и неколку години пред тоа. Дилинден во текот на своето 60 годишно постоење ги освојува сите светски меридијани и светски сцени, пренесувајќи го македонскиот фолклор. Едни од последните гостувања се и оние во Дугират, но и како делегација во Перу на Светскиот конгрес на Меѓународната федерација за фолклор. Самата кажавте дека на Перу си скачивме на 3-4 илјади метри надморска висина, толку се градовите на Андите. Арекипа беше градот домаќин на Светската асамблеја, највисокото тело на фолклорната федерација во светот. И таму покрај мене и уште еден илинденец е Никола Димитровски. Значи да ја представуваме државата, да одиме таму и ова денес што се покажа ни е темел дека не е тоа случајно и не е тоа некако изфризирано, туку е заслужено, работиме на фолклорот. Јас 4,5 децении сум во фолклорот. Во Илинден со децении се гради и презентира програмски репертоар во кој се застапени стручно и квалитетно за интерпретација традиционални вредности од македонското духовно и културно наследство. Орото комицко е заштитен знак на КУД Илинден, заедно со Чифте чамче, Женско чамче и други. Оваа година покрај сплетот на игри од Демир Хисарско, чиј автор на сценската адаптација беше Александар Стефановски, и кореографската постановка Македонија, за прв пат беше изведена постановката Охридски староградски игри, чиј автор на сценската адаптација е Валентин Соклевски, а беше изведена од ветераните на КУД Илинден. Гости на концертот беа Виолета Томовска, групата Фонтана, Кирил Стојчевски и други. Посебно внимание предизвика и изведбата на Илинденско на раководителот на оркестарот Славе Наумовски. Секоја година КУД Илинден бележи од 40 до 100 настапи. Покрај многобројните награди и признанија, оваа година ова друштво се закити со највисокото признание на Битола, наградата 4 ноември, основан да ги чува, негува и презентира духовните и материјалните народни културни вредности со огромен труд, креативност и ентузијазам на генерациите кои поминаа дел од својот живот во КУД Илинден. Ова друштво стана битолски македонски бренд и е еден од најреномираните ансамбли на традиционалната музика и игра како во Македонија, така и во светот.